Прво, апсолутно на нас ни е јасно дека се експлоатира максимално и дека е договорен за да се спроведе целиот тој дефокус. Веќе од утринава дел од медиумите шпекулираа за тоа каква мерка би го чекала господинот Грубив, дали би било тоа ефективен притвор или домашен. Значи, гледате до каде се впушта. И сега што ќе се случи? Доколку е вторава опција, ќе имате цела недела коментари како власта, односно судството на СДС, така беше наративот, СДС и ДУИ го брани Арт. Значи, буквално од оваа перспектива можеме да повлечеме аналогија, односно хронологија што ќе се случува за 2 недели од сега. Исто е, шемата е таа. Добро, Манасиевски, повелете, тука и со одговор предпоставам дека ќе има повеќе дебати. Ќе го искористам времето. Сите кои кога имаме представници од ВМРО, ДПМН и од СДС, на цело време ги прашувам, бидејќи наративот на партиските ги велите, ние ги нарекувате ДПМН, а они вас СДС. Зошто си ги менувате имињата на партиите? ВМРО, ДПМН, ако не грешам, ДПМН... Што има државата од тоа? Регистар е називот на партијата. Ништо нема лошо во ДПМН. Ние почнавме да ги нарекуваме ОРГ на одговор на она СДС, кое што значи организирана криминална група. Така да, еве, тоа да ни го поставите како прашање, зошто? Ама еве, ДПМН ништо погрешно не гледам што ги нарекувам. Добро, окей. Да. Зошто и вас, зошто ги нарекувате СДС, а не СДСМ? Ги нарекуваме затоа што тоа Македонија одамна го продадоа, но сега да се надоврзам на тема која што ја напомена Јон. Кога збориме за судството, повторно ќе се навратам, но на што го кажав во претходното излагање, сведоштва имаме на суди и поранешни и обвинители кои што велат дека тогашната власт, односно премиерот Зоран Заев и неколку околу него луѓе, во случајот имаше сомнение и за сведоштво, за Оливер Спасовски, дека негов човек доаѓал во просториите, канцелариите на специјалното јавно обвинителство, замислете, тој доаѓал таму и кажувал кој треба да се суди, за кој случај кој треба да биде иземен. И ние не слушнавме никаков демант ни од Зоран Заев, ни од Оливер Спасовски и така натаму. Меѓутоа, кога зборите, ама не сега на Бетмен да ја демонтираат, ако не грешам, таму го јас не го зборам Бетмен, јас ја зборам поранешната обвинителка во специјалното јавно обвинителство. Значи, таа била таму 2 месеци. И таа за 2 месеци што видела, може да замислиме што се случувало следните година, дена, две. Друга ми е... Зашто нема постапка за тоа, туку завршуване на наратив? Еве, тоа сега сакам да го кажам, затоа што вие си ги стававте судиите и обвинителите со колегите од ДУИ, кога бевте на власт, вие си ги биравте судиите и обвинителите во Струмица и во Зајар. Тоа е апсолутно, ама ве молам, и се прават, не се прават реформите, се прават реформите, но не се прават како што ќе ми текне мене како на времето, не блиски роднини што се ставаат во судски совет на пример. Во судски совет, па баш во тој судски совет, знаете кој беше председател? Не е синоним за СДС. Дали знаете кој беше председател на судскиот совет? Член на правна комисија на СДС беше председател на судски совет и ние збориме за партизираност. И вие сега викате реформи, од 2016 година 40% беше довербата во судството. Потоа дојде Заев и отвори како пупка и стигнавме до 2. Затоа граѓаните немаат доверба. Затоа што ветувавте брда и долини, ветувавте некакви вистини, ветувавте некоја правда, а не добивме ништо. Правда добивме само за оние кои што беа блиски до Зоран Заев и до коалиција со ДУИ, односно со Еве. Ајде да не ги менувам по име, меѓутоа се знае кои беа тие блиските таму. Што ми е поентата? Го споменавте судски совет. Да. Апсолутно не се ставаат луѓе како на времето со некоја партиска позадина. Тоа беше во вашето време. Па сега ви кажав со која партиска позадина имате ставено. Како? Ако не грешам, само што ви кажав дека сопруга, ако не грешам, на градоначалник. За конкретниот случај кога зборите, апсолутно нема врска. Осим ако градоначалникот не е ваш член, колку што знам од ВМРО. Конкретната жена што е зборите, таа е таму 30 години. Таа не од вчера, не е дојдена кога сум дошол јас и јас сум ја ставил. Да, ама тоа беше со вашето партиски испостава во локалната власт. Дали незините одлуки влијаеле на некој? Ама немојте ве молам. Чекајте, ќе видиме дали ќе влијаат. Од кривичниот законник рековте некој со промените, некој од ДУИ, не бе разбрав. Како?
Придобиле Не, некои апсолутно. од СДС и од ДУИ. Говорам дека власта на СДС и ДУИ беше онаа која што си носеше судии и обвинители по нејзина мерка. Ето тоа. Добре, А денеска апсолутно тоа не е така. Тефтерчето за избор на судија е Денеска, синоним за денеска тоа премиерот послушате кажува кој е го прифатлив и кој не, уствари кажува само кој е неприфатлив. Добро, сега да не сме дека разговараме само што било и вие го направивте ова, Не, ние го зборуваме што е во направивте моментот, за ова. барем од Мене твоја ме интересира вие како представници на политички партии кои што ја водат оваа држава или кои што претендира да ја водат државата, што треба сега да се направи во оваа ситуација, судството малце да се крене на некоја нормални граници да функционира заради тоа што вака едноставно не оди. Да, Мислам, не може еден од основните атрибути на секоја држава да има право, бидејќи држава сме се договорили по определени правила да живееме тука. Ако тие правила не важат за сите, некој вели дека ги губиме атрибутите на држава. Сакам да кажам, важна е оваа тема и покрај тоа што звучи апстрактно може малце. Во ред кој што направил, во ред тефтерчињата, го изџвакавме тоа 200 пати, што правиме сега? Дали, на пример, треба да се избере нов јавен обвинител? Дали се движиме сега на вистинскиот чекор да избереме јавен обвинител кој што реално ќе се фати со проблеми во државата, со криминалот? без разлика кој ќе биде следен државен јавен обвинител, ние имаме очекување од него да ја донесе правдата која што со години граѓаните на ова наша Македонија ја бараат. Значи треба правда. Не треба селективност во случај, треба правда. Споменавте за она што се случувало во минатото и дека цело време ние тоа го повторуваме, меѓутоа ние поради тие такви случувања во минатото денеска не можеме да се избориме со она кое што ни го наталожија претходната власт на СДС и Се ДУИ. согласувам, Тоа е ама голем... знаете како пример е сега, дека се извинувам што ја прекинувам, дека сега едно дете паднало и се скршила ногата и ние се треба да го излечеме и да зборуваме 5 години, абе тој знаеш како падна во дупката, се удри, абе некој го бутна, скршена е ногата, треба да ја лечиме. Вие сте на власт, треба да го лечиме. Апсолутно. И јас не ми се овие работи, знам дека е многу важно од каде потекнуваат проблемите. И затоа ние години тоа го расчистуваме, еве мислам. сигурно се сеќавате кога дојде СДС и ДУИ на власт, за еден месец си го сменија државниот јавен обвинител. Си поставија тој што им го одговара. Дојде ВМРО ДПМН на власт 2024 година. До пред еден месец беше државен јавен обвинител човек кој беше одбран од мнозинството на тогашната власт. Што значи тоа? Ние не влегуваме во Да можете да го смените порано, истото ќе го направите. Не, туку оставивме време човекот да си ја заврши работата, а не како што имаме сомненија, и тоа треба да се истражи, дека над 40 случаи ги чувал во ФИОК за високи функционери на СДС и на ДУИ. Поред, нека се истражи. Треба да се истражи. Ако може да се вклучам јас, значи кога зборуваме за судството и правосудниот систем во државата, треба да знаеме дека тоа е еден од најбитните начела и на нашата европска агенда како држава. И освен тоа што ние треба да се вклучиме да обезбедиме кредибилен систем за нашите граѓани, тоа ни е и услов за понатамошните преговори за вклучување во Европската унија. Само да завршам. И во контекст на ова, и ова влада веќе има и јасна агенда на реформи кои што ќе бидат имплементирани во судскиот систем и во правосудството, за да бидеме се поблиску до надополнување на овие критериуми кои што ни се барани. Впрочем, почна да профункционира и Националниот Совет за финансиска истрага и конфискација на имот, со кој што раководи вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи, кој што доаѓа од Влен, и веќе треба да се гледа на мултидисциплинарен пристап на сите феномени што ги имаме тука во државата. Не само судството, туку и инспекцијскиот надзор да биде вклучен и многу други сектори во државата да работат заеднички како тим, затоа што сите индивидуално си ја завршија работата, но немаше никаков ефект и затоа последните препораки и од Европската унија се дека треба
поактивно да се вклучиме со добри закони и реформи во ова. Чекайте, Следно што ако може да се следно што вклучам- доаѓа е исто и законот за обвинителство, каде што ДУИ и СДС ја осакатија Јас морам да реагирам, Нина Манасиевски не е лези. Значи, претходната влада била СДС, ДУИ, Алтернатива, БЕСА и Алијанса. Не била само и што СДС, политички Сами за себе си има зборуват. придобивка финансиска од државата, со тоа што повлекува некои членови од овој закон, се дојде до Малку површина романтикава да ја се прекинам. Ја амнестира спомнавте политичари. реформската агенда. Мислам дека како влада е срамота да зборувате и тоа него на вас ќе ви се обратам за реформската агенда, за тоа што прво да ве подсетам, председателот на СДСМ Филипч имаше средба. Првата лидерска средба со Мицковски, после несреќата во Кочани, меѓу другото се разговараше за реформската агенда, без разлика што Мицковски не е одвлен, сепак вие премиер на коалицијата. Тоалет папир ја истретиравте сите заклучоци во однос на реформската агенда. Во кој дел? По реформската, Треба извинете, конкретно само да да се завршам. спомнува, не По само да се- реформската агенда, да се- најконкретно ако ме оставите. Зборувајте, По реформската агенда, прогрес, нула, неискористени средства поради неносење на законите, особено во правда, апсолутно. Од ИПАРТ програмата како влада не извадивте поради корупцијски скандали, тоа многу збори каков третман има владата према европските пари и ние очекуваме дека било каков прогрес ќе се случи во однос на евроинтеграцијата. Па не мислам дека постои влада на која што евроинтеграцијата и била подалеку на агендата. Тоа декларативно дека се залага владата, има огромен интерес за Европа, е супер, тоа го слушаме константно, но од сите канали на власта. Меѓутоа, што реално се случува? Поназад Институциите сме од си работат на 2005. реформската агенда. Супер, еве да видиме може би што ќе вие не сте сработат, доволно меѓутоа- добро информирани и сакате само да Не се упатите работи дали обвинувања кон Не се ова работи влада, дали но сме информирани. институциите Се имаат работи дека конкретна власта не агенда. сака во Европа. И Од тоа кај тој треба отворено да го... Од каде тој заклучок? Случи тамо. Да, добро, супер во вака што расфрливте со пердури, сега некој треба да ги собере и да објаснува како е вистината, пошто ова не е вистина. Соберете и ги објаснете. Еве, Каква е имаме вистината? признание од господјата Марта Кос и од господјата фон дер Лајен дека сме лидери во регионот за Западен што? Балкан во делот на реформската агенда. Па како тогаш Албанија и Следно, Црна Гора се след пред нас реформи рапидно? на Кои се од тоа во што сме лидери? Следно, голем број на реформските закони кои што треба да се донесат апсолутно бараат консензус. За разлика од порано, многу е важно да се напомене дека законите се усогласени и со Венецијанската комисија и со канцеларијата. Ајде вака конкретно ве прашам. Извинете што ви Еве, упаѓам, нема врска. понудивме Знаете, консензус знаете. и црвени линии кои што ги баравте и ги истретиравте како нешто небитно. Така да не барајте консензус кога суштински немате намера ништо да смените на тој пат. Сега ние Дали, добро еве, видиме конкретно ќе ве прашам, согласен еве со конкретно. Венецијанската, ама е ништо повеќе од ингеренции на Добро. народен правобранител. Многу важно. Дали за работната група од која што СДС има направено за судството, знаете колку предлози има? Нула. бе власти. Нула. Што направивте во Ама однос ние на не работиме било како каков порано, консензус Јон, кој ние не прашање? работиме како порано што ќе ни текне и тоа да го донесеме без консензус како што правевте вие со законите со европско знаменце. Впрочем, тоа го пишуваше и во извештајот дека Ние Македонија во ваш Македонија во НАТО. Добро, И сега ако мислите дека тоа не е значаен ова е прогрес, ова е вашиот успех. Ова е вашиот успех за дел евроинтеграција. од луѓето на оваа слика Ова ја е внесува вашиот Македонија во успех во најголемиот делот на безбедносен сојуз. Во евроинтегративниот НАТО. процес. Ве молам, мама ве молам. И Значи, второ, објективно сега не се работи дали дебатирам овде, дали ќе ме замолите. Поназад, во однос на прашањето Европска унија, ние не сме биле. Генерално имавте не само во однос на Европската унија, туку и меѓународно. Ние сме станати смешни и релевантни. Веројатно најголем успех од аспект на меѓународна политика ние самит со Фора и Живо Давос. Тоа ако не грешам беше кога сме самит за на лидери. успесите, не, апсолутно одма ќе ве демантирам, да Дајте да ги запишам успесите. еве сега ќе ја ви ги не кажам можам. за да ги запишете. Да. Стратешки договор со Обединетото кралство.
Зашто? Стратешки договор супер. Што стои во стратешкиот договор пред да продолжите на било што друго? Во стратешкиот договор тоа значи дека ние како земја од Балканот, од Запалниот Балкан, сме на исто ниво со Обединетото кралство, односно тие не поддржуваат и во стратешкиот дел и не поддржуваат во економскиот дел. Ќе ве потсетам дека договорот, стратешкиот договор со Обединетото кралство нас ни овозможува рамка од 6 милиарди евра, која што ние можеме утре да искористиме за делови кредит. Добро. Да, со најдобар кредитен рейтинг кој што го овозможува Обединетото кралство, односно Велика Британија, каде што ние нема да правиме анекси на договори и слично, туку и само да го кажам, ќе правиме медицински факултет, ќе правиме клиничка болница во Штип, ќе правиме студентски домови и реновирање во Кичево и Тетово на болниците. Да. Коридорот 8 и коридорот 10. Значи ве молам. И што заборавивме? Стратешкото Сето партнерство тоа ќе го со прават, Унгарија. евентуално, Стратешкиот договор мигрантите за пари кои што ни Кај се забаранивте? мигрантите? Еве го април дојде. Не, ве молам, кај се мигрантите дојде април? Прво по медиуми. Ама не, нели ќе во април? Не, нели кажавте, Ама каде дури се мислам дека мигрантите? и премиерот не спомна доколку овие најдеме препукувања мигрант. им нема крај Ама на ве молам, препукување. Не се препукување. Ако мислите дека се извинете, после забранивте во собранието договорот е треба јавен. економски Мислам, работници. договорот за стратешко партнерство со Велика Британија е И јавен подразбира во собрание носење Никаде, на уште еден во никоја- договор кој што ќе се гласа, ќе се усвои Јон, премногу избрзуваш и даваш констатации што Не. се Дај Боже кредибилни. да давам Не констатации се што кредибилни. не се Затоа кредибилни. треба на позитивен аспект да се гледа на ова стратешко Кој позитивен партнерство. аспект? Супер. Ајде да видиме како ќе заврши За разлика од тоа што цело време изговарате теми и давате констатации, се работи за конкретни чекори за државата за подобрување Констатираме на факти. услугите во здравствениот систем, кој што е многу битен за државата. Со тоа ќе се подобри и третманот кон пациентите и ќе има достоинствен третман сите пациенти кои што ќе бидат услужени во клиниките и регионализацијата во тој аспект што го спомна колегата Штипската. Ние разговараме за нешто, меѓутоа не го гледаме слонот во просторијата. Ние прашувавме тој Истите период многу клиники кои што внимателно. кога дојде СДС на власт не изгради. Супер, еве сега сте власт и сте Да. нашле како да ги изградат. И ќе ги направиме. Легитимно прашање што се отвори Ветувањата тогаш беше. ние ги реализираме. Не е само да ветувате да дојдете на власт и да не реализирате. Го зборува ова, не ја, не Ама велики Пак гром господине се Кршковски, распрва. кога зборуваме веќе за европска интеграција, како ви делува изјавата на премиерот која што ќе каже дека во Брисел се погласно се разговара за сценарио кога Македонија би била со блок други држави Без право на... до 2027 година. Видете, прво, она што И дека тоа зависи она од што тоа што ќе се наша случи во позиција. Украина. Секоја интеграција на Македонија чекор напред е за поздравување. Значи не сакам тука да има дилеми дека СДСМ е против тоа, напротив. Мене не ми изгледа кредибилна изјавата за тоа што 2 дена по изјавата, ако не грешам, тоа беше изјава тука во Канал 5 на интервју на премиерот, после 2 дена ги обвини Европа за булинг врз Македонија. Сега на која изјава да веруваме дека А се сега слушаме на пример були изјавите на Еди Рама или- за или дека коментарите се- негови за Европска унија. Тоа булинг е нешто најблаго што било кажано. Не, сакам да кажам Еди Рама покажа многу Меѓутоа, посериозен у вербалниот дел капацитет. имали многу поостри Што си критики, е- затоа не знам колку е тоа. Сакам да го кажам, патиме. имате две диаметрално различни изјави. Сега, не сакам да се сведеме во однос на изјавите на не ме гледај шо правам, слушај ме шо зборам. Прво, ниедна одлука на Европската Унија, Европската комисија или Европскиот парламент не зборува дека таква опција постои. Доколку било што такво треба да се земе во предвид, треба повторно да се гласа. Изјавите на Бугарија се погласни дека инсистираат на нивниот дел од договорот и дека тоа е благо кажано неизводливо. Ве дај Боже да не знаеме нешто кое што премиерот го планира или го има предвид, меѓутоа во овој момент мислам дека таа изјава повеќе служеше за да ги демаскира позицијата на Македонија која што делува изолирана од тој пат, отвори проблем за да наредните 2 дена во наредните 2 дена ја обвини истата таа Европска Унија дека прави булинг. Не прави булинг Европска Унија врз Македонија. Има јасни критериуми кои што треба да ги исполниме, а како поминува времето? Со овој начин на владење, критериумите ќе се зголемуваат. Добро, а ви се Доколку беше- согласувате со ова?
Делумно да, се согласувам. Чекај, се извинувам. Сакав тоа што нешто да кажа да не прекинав нагло. Извини. Она што сакав да го кажам е следно. Доколку првично кога ВМРО дојде на власт, прашањето беше само менувањето на уставот. Сега, во овој момент веќе имате забелешка за низа закони, имате уназадување. Добро, се кажете дека колку помина времето ќе се шири тоа што ќе го не е наивно, не беше само наменето за да контрирам на Валентин, туку ги спомнав мигрантите, доколку на вистина во било каков договор со Британија постоја. И дојдат. Имајте предвид одлуката на Европскиот парламент кој што вика дека одбиените баратели на азил ќе бидат сместени во безбедни трети земји. Ако го добиеме тој третман, на безбедна трета земја, само да завршим. Ако го добиеме тој третман на безбедна трета земја, натака се плашам дека одиме, тогаш најмал проблем вие менувањето на уставот или францускиот прво, туку ставате нова бариера. Ја искрено да не грешам, мислам дека на тоа на оваа власт и е цел и дека нема намера да се интегрира државата во ЕУ. Добро, се согласувате дека нема намера да ќе почнеме од последново, дека овие изјави се практично декларативни за домашно потреби, дека реално желба нема како што ви има намера, но не според условите кои што ги поставиле Европската унија, туку според некои си наши услови, кои што за жал е невозможно да биде се по наша желба. На крајот на денот ние аплицираме, таму си има правила. Се согласувам дека ние веќе не преговараме со Софија, со официјална Софија. Ние преговараме со Брисел. Да, тоа е позицијата на Софија што кажавте сега. Не, договорот договорот со Бугарија е веќе составен дел на преговарачката рамка, а ние преговарачката рамка е преговори со Унијата, не е со Софија. А добро, ако е така, зашто члените на Европската унија велат дека мора да најдат начин двете земји да воспостават квалитетен диалог меѓу себе за да се надминат работите? Ама диалогот не го исклучува ова што јас го велам, дека договорот со Бугарија е дел на преговарачката рамка. Ние се разбира дека треба да имаме добри односи и со Бугарија и со сите соседи и во регионот и така натаму. Што пошироко, толку подобро. И нормално нова преговарачка рамка која што меѓутоа, дали може да издействуваме нова преговарачка рамка? Од Европа кажа не. Сега за сега изгледа не, а и во догледно време. Јас имам впечаток дека оваа влада ВМРО ДПМН пред се бара начин на кој што би се направиле и уставните промени, но при тоа да се достигне некаков наратив впечаток поширок во јавноста, дека сме добиле и некакви екстра гаранции за македонскиот јазик и идентитет, што мене лично ништо не ми пречи, но сметам дека доволна гаранција за македонскиот јазик дека ќе биде еден од официјалните јазици во Брисел, мислам дека е доволна гаранција за тој идентитет кој што и јас заедно со сите мои сограѓани македонци сакам да се брани до крај. Само еден демант, значи на Јон и на Фатон дека целиот процес на европското членство наше таму е некаков вид на договор или интерпретација еднострана од наша страна и дека тоа не се одразува на конкретен план на институциите. Ние секако имаме обврска преку препораките што не доаѓаат од Европската унија да постапиме согласно тие препораки со нашата законска регулатива и со нашите елементи тука внатрешни што се тука. Вие сте дел од владата. Оваа изјава што даде премиерот, имате некоја плюс информација колку се сериозни, мислам колку се сериозни, сигурно не се несериозни, меѓутоа колку често се спомнува ова како идеја? Сигурно дека ова е тема на дебата и внатре во Европската унија, имајќи во предвид дека имаме и друг момент кој што ја загрозува безбедноста на Европската унија, а тоа е конфликтот Русија-Украина. И веќе Европа можеби изнаоѓа алтернативно решение за земјите од Западен Балкан,
и вклучително и Украина да се вклучат во Европската унија без право на Значи глас. идејата е да се шилепаме на конфликтот на Украина. Не, Многу добра, интересна. е добра, ама дружбата со друга Значи се страна. поради Украина, ајде не Дали примати нас. контестираш конкретна сугестија и препорака на Европската унија и мислиш дека имаш подобар предлог? Кој е вашиот предлог? Ако не е тој што официјално доаѓа од Брисел. Значи, ако тие имаат една ваква препорака и вакво алтернативно решение за овој период, за ова геополитичка криза и овие нови моменти во регионот и во светот, Което значи дека алтернативно решение во однес на нас. Не, ја ова не го чекај да завршам, после ќе се доискажеш и ти. Значи, премногу е сериозна работата за да можеме вака да даваме други интерпретации или пак да оспоруваме нешто што доаѓа како официјална препорака од Брисел. Значи, тие имаат план, сигурно ги имаат во предвид и сигурносниот момент. Официјална препорака за ова Па со нели, членство ова без што го право на кажа глас? премиерот, сигурно се дебатира и се преговара во поголемите инстанции во Европска Европската унија унија. таква одлука Се уште немаме нема таква донесена, официјална одлука, да. така Но да. тоа е предлог и каде што би се вклучила и Добро. ние и Украина за да бидеме дел од Ајде, Европската Манацилски, унија. многу запишавте на листчето. Да, па сакав да Собира пердуви мене. Па да, зашто ги растурат Да, и после да, никој не може да ги собере. Прво благодарам на комплиментот дека ние сме безбедна држава, тоа го напоменавте во еден дел. Благодарение на владата на СДСМ и членството во НАТО. Да. Го напомена, не, кажете што све напомена. Не, пошто спомнавте дека сме безбедна држава, благодарам прво на тоа, второ, еве пак демантираме, по не знам Тоа е кој добро за сите. не знам Ама кој збориме пат, за контекстот по на не знам членство во кој НАТО. пат дека мигранти во Македонија нема да има. Ние во Прилеп што ги слика на неколку медиуми 40 на луѓе на автобуска, што се? Завчера имаше во некој медиум, извинете, сега ќе парафразирам, не се сеќавам во кој, дека две лица од енен држава се обиделе да ограбат и нападнале Скопјанец. Па, Јон, Не, најголемиот шверц прашувам на за мигранти тоа што- се случуваше во ваше време и на Дуј. Не, Најголемиот само шверц. тоа, чекај, кој е Еве ве молам, Најголемиот шверц секде по автопатиштата Само- се наоѓа мигранти. мигранти. Сме шверцувале Па мигранти. секако да, како дел на таа влада. Ова е секако се да. сериозни и обвинувања. да се Јас сериозни. таква Затоа- ситуација немам прв пат слушам од вас. Па нели од Грција колку мигранти поминаа преку нашата држава што ги фаќа Во институциите? мигрантската криза имаше институционално решение, веројатно одговор, кампови и слично, меѓутоа дека некој тргувал со мигрант, малце Најголемите треба скандали беа внимателно. тоа. Ви го земаат дел од слободно. Ако нема проблем, да, само да, сакав да се надоврзам, повторно еве, не знам кој пат дека мигранти нема да има. Впрочем и резолуцијата што ја напоменавте, таа не е за да се замолчи опозицијата, туку да се стави еднаш за секогаш крај на ова растурање на пердуви од ваша страна за некакви мигранти, пошто еве го март, април ќе дојде, ќе помини годинава, никаков мигрант нема во Македонија. Па зошто тогаш потреба од резолуција да му забраните на некој да коментира на тема? За да Малце не ставиме сметате дека еднаш е претерано? Ама видете, вие преудицирате дека ќе дојдат мигранти за пари. Од каде ви вас прашуваме. доказ? Нема да има. Од Еве да ви Times. одговорам. Еве нема да има. Не, Ама еве Ти верувам веќе да, ама добро, јас мислам дека имаше така супер. Еве сега не ми текне точно името на еден исто така британски магазин кој што беше и за жолта штампа, мислам дека па се извинуваше на одделен председател. Значи ве молам да имаме ама да па еве нема мигранти веќе помина горен период, денес ви верувам на вас, не на- Мигранти, се извинувам, мигранти нема, меѓутоа имаме запленети 40 тони марихуана. Имам, И како за се во државата, политичарите меѓу себе се обвинуваат за тоа кој они мислат дека е организатор и колку е високо во структурата И на немаше определена камери политичка при партија. тоа. Молам? Кој сме веќе кај камерите, пошто Да. ги спомнавме, немаше камери при запленувањето, баш при актот, ако не грешам. Добро. Се снимаше тоа или ја не видов. Овој па јас би рекол скандал со заплената на над 40 тони дрога, како што каже и председателот Мицкоски, може да стигне и до 100 тони дрога. Зошто ја поврзуваме со функционери на СДС? Затоа што беа најдени во фирми кои што се поранешни, кои што чиј собственик е поранешен председател на општински одбор на Ново село. Тоа е прво, односно неговиот син.
Другиот дел на фирмата која што беше, таа е прво ЦБД Медплант, она другата која што беше исто најдено остаток на дрога околу 9 тони, не ме фаќате за збор колку стана. Исто има индиции дека блиски лица до поранешниот премиер Зоран Заев имаат удел во овие фирми и апсолутно сакам да го потврдам ова со оние лиценци кои што ги давале тогашниот министер за здравство, сегашен председател на СДС, Венко Филипче, од прилика околу над 40 лиценци за одгледување на марихуана. Едно прашање додека сте на темава. Еве да речеме дека е се тоа, така се води постапка, каде и да заврши, ние стоиме на тоа дека одговорност треба да се лоцира. Законот е донесен во време на ВМРО, продолжува, првата лиценца се дава неколку месеци пред СДСМ да ја превземе власта, ако не грешам, во 2017 година, некаде март превземањето е во јуни, и неспорно. Тие 40 тона сега не ги... Вајде да завршам сега. Да, поведете не ги вие. коментираме. Прашањето, она од кое што инсистираме дека ВМРО ДПМН бега и власта од одговор, е што е со овие 5 тони кои што поминале. ВМРО е 2 години власт. Не може да се вади на СДСМ дал лиценца. Значи 5 тони тоа е шверц, не е производство на во фабрика. Туку се спакувани, еве прочитавме и како као перници од прилеп, што и да беше, се поминати исто како кога Артан Груби помина на другата страна од македонска граница без никаков мониторинг на тоа. Се фатија во Србија. Оно што ние инсистираме е одговор за тој криминал. Бараме институционален одговор. Значи барате одговорна за тој шверц на дрога. А сето тоа што следува, супер, нека се испитува. Меѓутоа го ставивте во прв план. Стана ирелевантно како 5 тони марихуана завршиле во Србија и веројатно србите да не... Ама самите знаат... Само да завршам. Или веројатно доколку србите не спроведеа истрага, немаше ни да знаеме, можеби и ќе станеше пракса, а не изолиран случај. Фокусот се фрли на фирми во Македонија. И тоа не еве во ред. Причината наложила да се отвори подетална истрага, да се влезе во фирми кои што се бават со тој бизнис во Македонија. Не бегајте, мора да дадете одговор 5 тони. Како се излезени, зашто и тука која е поврзаноста. А не дали во некоја N фирма, некој од СДСМ имал удел. Еве да речеме дека имал, имате институции, то треба да го решаваат по службена должност. Треба точно. Ова е приоритетот. Да, А од приоритетот се бега. Еве за тоа како стигнале до Србија, прашете го вашиот поранешен председател Зоран Заев, тој многу добро знае како стигната. Не знае. Не, прашуваме властот и Заев 6 години. Не, ама ве молам, премногу долго се задржуваме на теми кои што се предмет на обвинителство и на други органи. Нека си работат органите на тоа. Се уште се очекува да има обвинителен акт и за ова, така да не интерпретираме повеќе од тоа што веќе органите си работат. Имаше еден настан во Чаир измината недела, пред неколку денови, беше акција на огранокот на ДУИ во Чаир. Ја нешто лично што не сум го видел нигде во животот во нити една држава, меѓутоа во ред, а тоа е подмладок или членови на политичка партија да поставуваат дополнителни сообраќајни знаци во самата општина. Тоа е случајот за знаците кои што кажуваат дека е мониториран сообраќајот, односно брзината, кои што имаше реакции бидејќи биле само напишани на македонски јазик, и од ДУИ направија акција, испечателе табли и ги закачија во Чаир. Дали е тоа можеби е политички удар за вас како Влен, бидејќи се ги испаѓа дека вие не можете да го сочувате според нив албанскиот јазик и они мора да ви покажат како се прави тоа. Сосема спротивно. По закон тоа е сосема спротивното. Тоа е бумеранг за нив. Затоа што за цели 20 години не успеа да го решат прашањето на вметнувањето на албанскиот јазик да биде втор официјален јазик во државата. И сето ова важно прашање, круцијално за нас албанците, го оставија како предмет на политичка интерпретација или на соодност на силите во парламентот. Така да, ДУИ секогаш за нивна среќа бил во таква положба во власта кога го условувал својот политички
коалиционен партнер. Сега за конкретниот случај ме интересира. А тоа за конкретниот случај е само доказ дека ДУИ некомпетентно и многу лошо ги водел политиките кои што се за еманципација на правата на албанците и дека тоа нивна прокламација дека албанскиот јазик е втор официјален јазик не е вистина, туку тоа што кажува во Уставот, интерпретацијата е дека 20% од јазикот што го зборуваат населението, не мнозинство, кој што е друг од македонскиот јазик, е официјален јазик. Значи тоа зборува само за нивната слабост, а не за слабоста или за нашата позиција. Она од што можам да го кажам како Влене, дека ние сериозно пристапуваме кон ова прашање и ова е предмет на преговори и диалог внатре коалициски со ВМРО и со другите. Дали не е законски? Не знам зашто ли преговарале, дали да се почитува за ако не е според закон, не се почитува, ако е според закон. Значи тоа е се предмет на интерпретација. Ако треба ќе побараме и автентична интерпретација на законот за ова прашање. Но ДУИ се најмалце повикани да се поставуваат како бранители на албанскиот јазик, кога цело време поставуваат знаци. Па тоа е сега нека си направат. Тоа е акција веројатно на младите кои што искажуваат некакво незадоволство. И се окей додека не се ризикува дали се обраќаат сигурноста и така натаму. Господин Телези е во многу сега онака неблагодарна ситуација. Не би сакал да сум во негово место. Не, ја не би сакал да сум на твое место, зашто ти сега настапуваш како нов, а цело време твојот лидер и ДУИ не го официализираше албанскиот јазик. Сега, затоа се наоѓате во многу неблагодарна ситуација. На ОНА, например, или затоа други прашања кои што ги прокламираше како ваши партиски функционери неколку пати како доказ дека треба пораките да бидат двојазични, дека треба знаците и така натаму, го употребуваат токму законот за употреба на јазиците. Тоа е официјален закон. Така. На тој треба да се повикуваме. На што да се повикуваме? Па како сега прво еднаш се повикувате на двојазичноста на тој закон, а после нема да се повикуваме на приказните на Али Ахмети. Ние се повикуваме на официјални работи што се во Уставот. Тоа е нешто што е во Уставот. На Манасиевски. Нема да се повикуваме на приказните. Уште му ги памтам пердувите што ги собираше, сега јас сакам негови пердови малце да соберам, а толку околу јазикот толку, немам што да ти додам. Господине Манасиевски, имате 81 глас во собранието. Не само реформи во судството, правосудството и не знам какви реформи може да правите. Може и името да го вратите. Како што, впрочем, и ветивте во предизборната кампања. Така да, владата на СДСМ и ДУИ, владата на СДСМ и ДУИ, СДСМ и ДУИ, и вие, и Елези, и целиот Влен, заборавате дека владата на СДСМ и ДУИ била, значи СДСМ и ДУИ биле константата во таа влада. А алтернатива на Елези, Беса, на Касами, Алијанца, една друга, сите биле дел од таа влада. Некоја 2-3 години, некоја 1 година, некоја 4-5 години и така натаму. И сега, како да ви кажам, сите гревови, сите според вас гревови или нереализирани реформи, да ги препишуваме на таа влада. А при тоа, он да се заборава себе си, а вие да ги заборавите денешните партнери, не ми изгледа окей, а пак ќе ме подсетам. Да бидејќи ни че времето само завршни зборови зборовите дадаме. Пак ќе ме подсетам. Таа влада 81 немало да 80. Вие имате, повелете направете. Менаџиравме со здравство, со многу успеси. Менаџиравме со други ресори. 15 секунди. Да, оние 80 пратеника што ја говори прават консензус, даваат диалог меѓу партиите да се договориме. Па тоа не го правиме ние што вие правевте така. Што сакате? Со едва и 61 пратеник во име на волјата на граѓаните, затоа што си имате со злоупотреба на европското знаменце носевте закони кои што немаат врска со Европа. Тоа ми е поентата на муабетот. Значи затоа сега многу ризичен предлог. Затоа сега од партија што прокламира дека е проевропски ориентирана, да си настапувате дека треба да се
поништи договорот за промена не, на реков името, јас дека треба да се тоа е поништи. антинато Тоа беше агенда, тоа е агенда, ветување тоа е на ВМРО тоа е било, агенда господин на Елези. Путин. Слушајте повнимателно. Зошто се ставате во ситуација да бидете портпарол Биди на такви повнимателен, те молам. агенди? Таа линија Тоа е нивно предизборно Не е тоа ветување Зоран и јас Вучинов. велам повелете напред. Кога говорат ве молам Не е тоа за наше. Орбан, сакам само да се Ма надоврзам. манипулирај вакви. Ова е Дека ризичен председателот 15 секунди завршуваме. председателот на Ниско е Соединетите ова Американски време. држави, Ова е господинот личен предлог. Доналд Така, Трамп, така. вели дека најголем сојузник во Европа му е господинот Орбан. Па еве би сакал да го прашам Јон, дали појдејќи цело време говорат дека бил не знам каков господинот Орбан, дали они одат против одлуките, односно против мислењето на Соединетите Американски држави дека господинот Орбан е најголемиот сојузник на Соединетите Американски држави. Ајде и тука За завршуваме. време на владењето на СДСМ, Соединетите Американски држави беа реален партнер на Македонија. ВМРО го гледаше 100 метри воздушно на инаугурација во спортска сала. Партнерството заврши да бидеме царинети со 33%, иако се прогласивме дека сме држава во периметарот, за волја на вистината се симнаа на 15% тие царини. Овој сојуз за мир, не се демонтирам, Ама сам се секако се демонтирате, како повисоки не? од било кога. Ама Сакам да воопшто кажам не се, ние дека правим- да завршам, да ме Ајде, прашате. мораме да завршуваме. Фокусот на Америка сте битни нула, ирелевантни и дури гледајте го овој сојуз за мир. Независно дали треба да бидеме таму или не, Македонија е единствена И дали земја имаме 1 од милијарда? регионот непоканета. И на Албанија и се понуди да влезе без таа милијарда. Сакам да Добро. кажам, не Пред третира да правите тотално некакви одлуки, ирелевантно. мора треба да ги разгледат одлуките што стојат Ви внатре благодарам, во ќе тој- нема крева, морам да завршам и благодарам на сите учесници Благодарам на на вас, вечерашната емисија и ви благодарам за коректната дебата. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.